уште еден интересен аспект е откако ќе се разбере сето тоа, потоа како да влијаеме на сите тие процеси, како да ги насочиме кон некои ситуации, кон некои состојби или цели кои нас ни одговараат. И она што е многу интересно е тоа што шумарството некако се представува како, или шумарите општо, шумарските инженери се представуваат како некои искористувачи, уништувачи на екосистемите, но малку луѓе знаат дека доколку се прави тоа вистински и според науката, вистинското шумарство не треба да предизвикува како да кажам негативни проблеми во еден систем, доколку тоа се прави во рамки на науката. Да, има не само кај нас, меѓутоа и во светот терминот шумарство би рекол беше поистоветен со искористување. Особено со искористување на дрвна маса. Така. И низ годините како се освестуваше светот, така разбираше дека искористувањето не носи еколошко добро, ниту среднорочно гледано, камоли долгорочно. А шумарството персе беше поистоветено со искористување, а не е така. Искористувањето на дрвната маса, а веќе го напуштаме и терминот искористување, или сакаме да го напуштиме, користење е малку би рекол, мек термин од искористување, меѓутоа и тој термин треба да се ползување, се други термини кои што упатуваат на тоа дека повторно користиме дрво. Меѓутоа, тоа е, би рекол, незначителен процент од севкупните активности во шумарството. Одгледувачки мерки кои што пренесуваат послаб квалитет на шума кон подобар. Така. Заштитни мерки кои што работат на тоа да ги заштитат шумите или дури да ги излечат кога се случил напад од инсекти или патогени. Тоа е, да речеме, специјалност на мојата катедра. Така. Мерки кои што се преземаат за да се спречат, превентивно се спречат штети од пожари. И тоа го има во шумарството. Просеки, пресеки и така натаму. Значи, за сите овие работи, нормално е јавноста, пошироката јавност и да не е запознаена, наше е да ги промовираме сите тие активности. Меѓутоа, битно е и во општеството се создадат и подобри услови за целиот тој сектор, па и за секторот земјоделство. Не можам едниот од другиот да ги гледам одвоено, бидејќи се и сродни и блиски. Овие два сектори мора да заземаат се повидно место во оваа држава, особено ако се земе долгорочно предвид на каде оди светот. Не случајно е храната во светот се поскапа и поскапа. Глобализацијата и урбанизацијата, миграцијата на населението од рурални средини кон градовите, заради тоа што таквите поголеми урбани средини носат поголеми можности за вработување, поубав живот, покултурен живот и така натаму, доведува до тоа да се напушта земјиштето, односно да се напушта местото кое што директно произведува храна и дрво на крајот на краиштата. Ке стане светот зависен од малкуте корпорации или малиот број играчи кои што ќе диктираат и поголеми цени за нешто што реално треба да е многу поевтино. Да се произведе храна и дрво не треба да е премногу скапо. Тоа е основна потреба. Џабе сите други луксузи доколку немаш достап до храна. Да. Доколку немаш достап до здрава вода, чист воздух. А сето тоа го носат овие природни науки. Да, и практично шумарството и екоинженерите се оние кои директно влијаат кон целиот тој процес. Затоа и нагласивте дека треба да се земат сериозно во предвид. Треба да го подобриме, можеби не се доизрази до крај со мислата. Значи статусот
во едно општество, во нашето општество мора биде се подобар во смисла попризнаена професија со подобри плати Да. во општествениот сектор, Да. за да и генерира подобри стручњаци, полесно да биде вработувањето, затоа што тоа се професии кои што се напуштаат. Се напуштаат бидејќи не се толку примамливи за просечниот за Не се, просечниот не се, човек. не се, Не да. се објективно, не се. Треба да е Да. некој љубител во природа и да има некаква визија поголема за да се реши за овој факултет, пред него ли се реши за сите оние факултети кои што се занимава со Да, дигитални да. технологии и така натаму. Да. Значи, ако се гледа краткорочно, каде ќе оди светот без луѓе кои што работат храна, шуми, природа. М, Не можеме сите во градови да живееме. Нема шанси. Нема. Нема на крајот на краиштата и да живееме пак во градови, некој повторно мора да ја разбира, да ги разбира тие груби природни услови, да речам, и да знае како да се снајде таму, буквално. И не само да се снајде, туку како и да управува со бенефитите на таа природа. Доколку е оставена сама и доколку се управува како што треба, или доколку се управува како што треба, може да дава изобилни богатства за сите Така е, нас. така Да. е.